Пауза, не прекин. Вака шефот на македонската дипломатија толкува одлуката на САД, стратешкиот партнер на земјава, да ги суспендира издавањата на иселеничките визи за граѓаните на Македонија. Земјава се најде на листата од 75 држави за кои од 21 јануари конзуларните служби на САД ќе стопираат обработката на апликации за имигрантски визи од овие земји. Со Македонија на листата се најде уште 4 балкански држави: Босна и Херцеговина, Црна Гора, Албанија, Косово, но не и Србија, а Европско друштво ќе им прават и Белорусија, Русија и Молдавија. Точно е дека настапува една пауза. Ние сме во комуникација и со амбасадата на Соединетите Американски држави во Скопје. Нашата амбасада во Вашингтон комуницира со американскиот Стейт Департмент. Сакам да истакнам дека согласно нашите информации од конзуларна природа, најмал број на апликации кои што ги има во нашата држава се апликации за овој тип на визи и генерално се работи за граѓани од една повозрасна категорија, така да комуницираме и за прашањето за иселеничките визи, напоминам. За сите друг тип на визи нема никакво ограничување, за иселеничките визи ќе изнајдеме некое соодветно решение. Муцунски не сакаше да открие која е причината за ваквата одлука на САД, иако земјава била информирана за одлуката на Вашингтон, а не се открива и бројката на апликации за иселенички визи од земјава. Шефот на дипломатијата побара време за да може дипломатијата преку, како што вели, одличната комуникација која има со стратешкиот партнер, позитивно да изненади македонската јавност од развојот на визната политика со САД, со затворање на прашање кои 20 години не се затворени во идните 6 месеци. Муцунски за тоа дали по примерот на безрезервната поддршка која Македонија ја даваше на одлуките на САД, ќе ја поддржи и оваа одлука на стратешкиот партнер со став дека визна политика на друга држава не е тема за коментирање. А визна политика на друга држава, вклучително и на нашата држава, не е наше прашање да ја критикуваме или да не ја критикуваме. Кога има предизвик, наша работа е да најдеме решение. Шефот на дипломатијата токму во контекст на поддршката која досега земјава ја даваше на одлуките на билатералните и мултилатералните одлуки на САД, по прашањето дали Македонија ќе даде поддршка и за евентуална одлука на Вашингтон да го преземе Гренланд од Данска, со одговор дека за тоа земјава ќе се консултира и координира и со САД, но и со Европската унија и незината заедничка надворешна и безбедносна политика која Македонија ја следи.